Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за структура на протеини. И да започнеме. Знаеме дека протеините се структурно многу комплексни. Така да, за да ја објасниме структурата, ја делиме на 4 хераркиски нивоа. И секој ниво си има соодветно име. Така, значи имаме примарна структура, секундарна, терциерна и четвртиот степен е кватерна или кватернарна, зависи која литература ја читате, односно кој македонски превод го читате. Во ред, ја ќе ја нарекувам кватерна. Како ја нарекува професорот, така нарекувајте и вие. Во ред. Сега, примарната структура не е ништо друго него секвенцата на аминокиселини кои го градат тој полипептид. Во ред, значи ако некој рече дека ја знаеме примарната структура на некој протеин, тоа значи дека ја знаат секвенцата на аминокиселини. Сега, одредени сегменти од примарната структура завземаат одредени секундарни структури. Значи, одреден сегмент, бидејќи ова примарната структура и натаму си продолжува, значи, одреден сегмент од примарната структура завзема секундарна структура. Во овој случај, тоа е структура која се нарекува алфа хеликс. Додека терциерна структура е всушност 3D конформацијата на целиот полипептиден ланец, односно збирот на сите секундарни структури и деловите од полипептидниот ланец кои не образуваат секундарни структури. Значи, кога го гледаме полипептидот во целост. Некои протеини се образувани од повеќе полипептидни ланци кои влегуваат во нековалентни интеракции. Тие протеини имаат и кватерна структура. Во ред? Значи, не сите протеини, односно не сите полипептиди имаат кватерна структура. Само некои. Значи, само тие кои се составени од повеќе субединици, односно повеќе полипептиди. И се надевам дека оваа овдека слика во главни црти ви опишува што значи примарна, секундарна, терциерна и кватерна структура. Инаку, постојат и некои други нивоа кои се како измеѓу, кои се нарекуваат супрасекундарни структури. Односно, ако имаш повеќе секундарни структури, да речеме 1, 2, 3, тие заедно образуваат мотив. Сега повеќе мотиви може да образуваат цела терциерна структура. Но тоа ќе говориме сега понатаму. Во ред? Првично ќе ја разгледаме во повеќе детали примарната структура. Како што спомнав, примарната структура не е ништо друго него редоследот, односно секвенцата на аминокиселини кои го градат полипептидот, гледано од N крајот кон C крајот, односно од амино кон карбоксилниот. И нешто што е битно овде да го запамтите е дека од редоследот на аминокиселини, односно од примарната структура, зависи терциерната структура, односно конформацијата на протеинот. Значи, од примарната зависи терциерната структура. Во ред, тоа е многу битно да го запамтите. Значи, зависно кои аминокиселини ги има, во кој редослед, од тоа, по самите закони на хемијата и физиката, ќе си се здипли протеинот, соодветно, така што ќе се добие терциерната структура. Во ред, сега едно прашање. Дали примарната структура е иста за даден протеин? Под даден протеин се мисли еден протеин кој врши иста функција кај различни индивидуи или различни организми. Пример, карикирам алфа амилаза. Така, значи алфа амилаза. Ова е ензим кој си има одредена функција. И кај сите нас ја има истата функција. Но, иако ја има истата функција, дали кај секој индивидуа ја има истата примарна структура? И одговорот е не, барем не секогаш. Односно, 20 до 30% од протеините кај луѓето се полиморфни, односно се разликуваат од индивидуа до индивидуа. Но не се разликуваат целосно, него изгледа нешто на следниот начин. Да речеме дека ова е полипептидот, има делови од полипептидот, например овие зелените, кои се исти кај сите луѓе, бидејќи тие делови најчесто се клучни за функцијата на протеинот. Така што ако настанат промени таму, протеинот ќе изгуби функционалноста и таа индивидуа, зависно кој протеин е, можеби нема преживее и тие гени нема се пренесат. Додека постојат региони кои може да има промени, во кои може да има промени, но при тоа да не настанат големи промени во функционалноста.
И во овие региони има разлики, односно има варијабилност. Така што ја можеби на оваа овдека позиција имам валин, некоја друга индивидуа можда има глицин, фенилаланин, што и да е. И тоа не би предизвикало некоја промена. Но, исто така, најчесто кога има вакви полиморфизми, генерално аминокиселините кои се разликуваат се релативно слични едни со други. Така, например, кога правиш замена на една аминокиселина за некоја друга, најчесто не се разликува многу аминокиселината. Односно има аминокиселини кои имаат слични својства. Така што, ако била негативно наелектризирана аминокиселина, се става друга негативно наелектризирана аминокиселина. Или ако била хидрофобна, ќе се стави друга, ама исто така хидрофобна аминокиселина. Вред, значи тоа се генерално некои разлики. Нормално, ако немавме разлики, ако сите имавме индивидуисти протеини, тоа значи дека генерално имаме исти гени, односно ќе изгледавме исто. Бидејќи гените главно кодираат за структурата, односно примарната структура на протеините. Во ред. Сега, овде исто имам на дополнување, плюс кај други организми. Кај другите организми и може многу да се разликуваат протеините, а при тоа да имаат иста функција. Например, кај нас даден протеин може, например, да разградува одредено соединение, али кај нас тој протеин да има 300 аминокиселини, а кај некоја бактерија да има 3000 аминокиселини. Во ред? Али пак има истата функција, само што многу се разликува. Океј. Наредно нешто што сакам да спомнам е дека ако го знаеме генот кој го кодира тој протеин, во тој случај многу лесно можеме да ја најдеме примарната структура. Бидејќи секој триплет од бази, односно кодони, кодирани за дадена аминокиселина, така што ако го знаеш генот, многу лесно може да се најде примарната структура. Но, ако ја најдеш примарната структура, малце е потешко да го најдеш генот. Повторно може да се направи, но знаејќи ја примарната структура ќе добиеш повеќе гени на кои би можела да одговара, така што ќе треба малце повеќе работа, но може да се заврши и тоа. Сега, во однос на колку комбинации, колку можни примарни структури постојат, тоа можеме да го пресметаме на следниот начин. Ако имаме синџир од аминокиселини кој што содржи n број на аминокиселини, во тој случај постојат 20 на n комбинации, односно примарни структури за тој синџир. Да речеме дека синџирот од аминокиселини има 100 аминокиселини, во тој случај постојат 20 на 100 комбинации, што е неверојатно голем број. За референца, во универзумот, односно во наблюдливиот универзум, има 10 на 80 атоми. Значи 10 на 80, тоа е 10 со 80 нули. Сега, полипептид кој има само 100 аминокиселини, има многу повеќе комбинации во кои колку примарни структури може да има, него што има атоми во универзумот. И ова е не земајќи го во обзир фактот дека помеѓу N и C алфа и C и C алфа постоеа нели фи и пси англите во кои можеше да има ротација. Така што ако ги земе и тие во обзир, сите можни комбинации од најразлични агли на ротација помеѓу сите врски, во тој случај можниот број на комбинации за примарна структура е незамисливо голем. Океј? Сега едно прашање. Дали, ако ја знаеме примарната структура на даден полипептид, што е релативно лесно да се открие примарната структура, би можеле да предвидиме која ќе биде терциерната структура на тој истиот полипептид, а откако ќе ја знаеме терциерната структура, дали можеме да предвидиме која ќе биде функцијата на тој полипептид. Сега, одговорот на ова прашање е и да и не. Односно, ако имаме помали полипептиди, да речеме, не знам, неколку 20 на 30 на аминокиселини, во тој случај со денешните компјутери може да се направи. Значи, днесошо компјутерот има секвенца аланин, аланин, глицин, фенилаланин, тирозин, бла бла бла. Го внесуваш тоа и компјутерот ти кажува, добро, полипептид со ваква примарна структура ќе ти даде ваква терциерна структура при дадено pH и при дадена температура. Во ред. Сега го прашуваш компјутерот, добро,
сега ја знам терцијарната структура, но која е функцијата на овој полипептид? И компјутерот ќе биде тоа малце потешко. Тоа може само да се предвиди онака општо од тоа што веќе го знаеме, но не може да се каже со сигурност, бидејќи ние генерално знаеме кои секвенции од аминокиселини ги сретнуваме кај кои протеини, а веќе знаеме што функција има тој протеин, така што можеме да претпоставиме дека ова го сретнавме кај тој протеин, таму имаше ваква функција, така што овдека е релативно слично, најверојатно и овој протеин ќе има таква функција. Значи можеме само да правиме претпоставки. Не може ни компјутерот да ни каже што функција би имало. И оваа проблематика е многу битна, но повеќе ќе говорам во наредното видео. Добрет? Значи за која е улогата на компјутерите во одредување тоа како се диплат протеините, односно која ќе биде терцијарната структура на протеинот. Следно ќе говориме за секундарна структура. Секундарна структура представува всушност просторниот распоред на рбетот на аминокиселинскиот синџир. Рбетот на аминокиселинскиот синџир е всушност следново: С алфа, С двојна врска О, НХ, С алфа, С двојна врска О, НХ и така натаму и така натаму, нели? Игнорирајќи ги R групите. Значи ова е всушност рбетот на аминокиселинскиот синџир. Сега, ако ја гледаме всушност конформацијата на синџирот, при тоа гледаме одредени сегменти, забележуваме одредени регуларни структури кои се појавуваат кога имаме одредени фи и пси агли. И при тоа тие се повторуваат низ сегментот каде што ја имаме оваа регуларна структура. Најчестите структури кои ги забележуваме се алфа хеликс и бета конформации. Бета конформациите може да бидат во форма на плоча, има и некои други имиња, или пак завој, или се нарекува свиок. На англиски е всушност бета turn, значи како вртеж. Има нешто што се нарекува јамка. Има и некои други кои многу ретко се сретнуваат, но ако не е никоја од овие регуларни структури, во тој случај викаме дека синџирот има неопределена конформација, односно не завзема секундарна структура. Прва и најчеста секундарна структура е алфа хеликс. И одма можете да увидите како изгледа. Буквално е хеликс. Во внатрешноста на алфа хеликсот имаме водородни врски кои се образуваат помеѓу водородниот атом од аминогрупата и кислородниот атом од карбоксилната група. И при тоа дадена аминокиселина се поврзува со четвртата наредна аминокиселина. Односно, да речеме дека започнуваме со оваа аминокиселина. Вред, таа е така по стартот, па имаме следна аминокиселина е ова, па имаме втора, па имаме трета, и имаме четврта овака. Вред. Сега гледаме дека тука се образуваше врската помеѓу ова и ова. Океј, односно ако започнеме со црвената, броиме 1, 2, 3, 4. Но не е секогаш така и поради тоа во еден свиок имаме околу 3,6 аминокиселини. Значи некогаш се 3, некогаш се 4, али почесто се 4, затоа е 3,6, а не е 3,5. Друга работа која е битна е да R групите се од надворешната страна на хеликсот. И ова ќе го видите подобро на друга шематска презентација. Нешто друго што може да биде карактеристично за хеликсот е дека може да се врти кон десно или кон лево. И тоа се одредува на следниот начин. Сега овде можете да увидите така дека R групите се од надворешната страна на хеликсот. И генерално шематски кога го представуваме, го цртам или како панделка, нели така, како извртен хеликс, или некогаш се бележи како цилиндерче. Така, бидејќи изгледа како цилиндар, кога е многу намотано. И алфа хеликсот не се образува од сите аминокиселини. Значи има некои аминокиселини, односно секвенција од аминокиселини, кои фаворизираат создавање на алфа хеликс. И тие аминокиселини кои создаваат алфа хеликс прилично не се познати.
Така што ако ги сретнеме некаде во примарната структура, можеме да речеме, аха, овдека најверојатно ќе се образува алфа хеликс. Дел од тие аминокиселини многу ја стабилизираат односно секундарната структура и затоа ги нарекуваме стабилизирачки аминокиселини. Некои аминокиселини ја дестабилизираат, затоа се дестабилизирачки, додека пак пролин и глицин ја прекинуваат оваа секундарна структура, односно го прекинуваат алфа хеликсот. Не може да се најдат во алфа хеликс. Во ред. Сега исто е забележано дека кога имаме една таква спирала, еден алфа хеликс, идниот крај од алфа хеликсот, поточно аминокрајот, има попозитивни аминокиселини, позитивно наелектризирани, додека кон C крајот алфа хеликсот има негативно наелектризирани аминокиселини. И при тоа се создава еден диполен момент, односно диполен полнеж, и ова може да е битно при некои истражувања, а се смета и дека помага во стабилизацијата на оваа секундарна структура. Инаку алфа хеликси многу често сретнуваме во градба на алфа кератин протеинот, кој што го имаме во косата. Има овде уште доста да се збори, особено како треба да бидат поставени R групите, кои R групи не се соодветни да бидат близу едни до други. Значи не е само битно да имаш стабилизирачки аминокиселини, него и по кој редослед се наместени. Така, например, не можеш ти да наместиш 4 аминокиселини кои се исти и при тоа R групите да им бидат, например, некои многу големи R групи, така што ќе си пречат. Значи треба голема R група, па мала, па пак голема и така натаму. Значи има одредени комбинации кои даваат алфа хеликс, а не е битно само да ги имаш овие аминокиселини. Во ред? Океј. Сега ќе преминеме на бета конформации. Бета поради тоа што се втори по честота. И втори се откриени. Алфа бидејќи се најчести и се први откриени. Од бета конформации најчесто се мисли на бета плочи или некогаш имаат и некои други имиња. И кај бета плочите повторно, како кај алфа хеликсот, главно се стабилизирани, односно овозможени преку создавање на водородни врски. И повторно е помеѓу, нели, водородниот атом на аминогрупата и кислородниот атом на карбоксилната група. И не се образува помеѓу првата и петата аминокиселина во синџирот. Во ред. И наместо да изгледа како хеликс, како што изгледа алфа хеликсот, ова изгледа како една ткаена рамнина, како една ткаена плоча, која не е сосема рамна, него иде како цик-цак, цик-цак. Така што R групите се наоѓаат над и под оваа рамнина. Во ред. Значи R групите, еве ваков дека, се наоѓаат над и под рамнината на оваа замислена рамнина, нели, на рбетот на синџирот. И овде многу ми се свиѓа како е всушност представено што всушност се случува. Ако го гледаме синџирот, така значи иде вака, па иде вака, и после иде вака, па вака, па вака, па вака, и водородните врски всушност се образуваат на следниот начин. Во ред? Сега може да се случи следново. Така, значи иде во овој правец, па иде над рамнината, значи иде вака, па иде над рамнината, па повторно иде во истиот правец. Во ред? И затоа ги делиме бета плочите на антипаралелни, каде што се случува ова, и паралелни, каде што водородните врски кога се образуваат, всушност ќе изгледаат вака. И во однос на стабилност, антипаралелната бета плоча е постабилна, бидејќи ваквиот аранжман на водородните врски е постабилен наспрема овој кај паралелната бета плоча. Во ред? Мене многу повеќе ми се свиѓа оваа презентација на бета плоча наспрема оваа. Но и оваа е окей. Само што овдека гледате не е бележано дека вака иде синџирот, за да ви биде појасно. А тука, нели, како што реков, ми иде вака, па иде над рамнината, па повторно се враќа. Па иде над рамнината, па повторно се враќа. Во ред? И генерално шематски, бета плочите ги бележиме како едни дебели линии. Сега, освен бета плочи, постојат и бета завој или свиок или на англиски бета turns. Тие се нешто што ги поврзува бета плочите со алфа хеликсите и овдека е бележано со розева боја. Во ред? Значи немаат некоја посебна структура, едноставно
се поврзување помеѓу алфа хеликс и бета плоча или алфа хеликс и алфа хеликс и слично. И генерално секој свиок е составен од 4 аминокиселини и овдека ги имаме пролини глицин. Додека нели кога говорев за алфа хеликси, реков дека во алфа хеликси ги немаме пролини глицин, односно ако ги има не може да се формира алфа хеликс. И секој свиок, како што реков, 4 аминокиселини и има два типа, значи имаш тип 1 и тип 2, каде што кај тип 2 имаме глицин на третата позиција. И тоа што е битно и кај тип 1 и кај тип 2, дека помеѓу првата и четвртата аминокиселина има водородна врска. Во ред. Друг интересен факт е дека 60% од аминокиселините во синџирот учествуваат во образување на алфа хеликси и бета конформации. Тоа значи дека 40% од аминокиселините не образуваат секундарни структури. Во ред, значи не целиот синџир образува секундарни структури во секој сегмент. Следни се супрасекундарните структури или некогаш наречени супер секундарни. И ова не е ништо комплексно, едноставно е нешто си измеѓу помеѓу секундарна и терцијарна структура. Односно, додека научниците истражувале, увиделе дека одредени комбинации од секундарни структури се сретнуваат почесто, поради тоа некои комбинации ги нарекле мотиви. Сега во некоја македонска литература преведено е мотив, така што не сум сигурен како да го преведам, но во англиската литература е со Ф. Океј, така што ја ќе обележам мотив. Чести мотиви се алфа, бета, алфа, алфа, јамка, алфа, алфа, бета, бета и така натаму. Значи ова не е ништо комплицирано. Например, има некои кои се нарекуваат бета меандер, алфа, јамка, алфа, добро, алфа цилиндар, грчки клуч. Во ред? Например, гледате го ова, колку е интересно. Почнуваш вака, па идеш вака, па вака, па вака, па вака. Океј, додека бета меандер си иде нормално, нели? Цик-цак. Така што понатаму, наместо да објаснуваш, да има бета, па бета, па бета, али се поврзани на интересен начин, и кажеш, има грчки клуч, тој мотив го има. И океј, одма се знае што е. Во ред? Сега постојат некои посебни мотиви, кои се користат генерално во молекуларна биологија. Едниот е пример леуцински патент, главно бидејќи двата алфа хеликси дека се поврзани со леуцински остатоци. Цинков прст има атом на цинк, хеликс, јамка, хеликс, односно алфа, јамка, алфа. Го видовме претходно. Овдека имаме слика дека некои мотиви, например бета, алфа, бета, можат да дојдат заедно и да изградат поголем мотив, например алфа слаш бета буре. Во ред, значи не е ништо комплицирано, се надам дека сваќате што е главната идеја. Сега, идеме на домени. Домени се всушност повеќе мотиви, не мора секогаш, но може така да биде. И може да се дефинираат на некој си начин како делумно независни и стабилни региони од полипептидот, кои може да се движат слободно или независно во однос на остатокот од протеинот, односно полипептидот. Односно, ако гледаш целиот протеин со неговата тридимензионална структура како целина, можеш да забележиш одредени делови кои се делумно независни. Например, можеме да речеме дека ова е еден домен, ова е друг домен, ова е трет домен. Така што секој од тие три домени на овој протеин е делумно независен од другите. Во ред? Например, тука имаме еден протеин кој се сретнува кај некои вируси. Бележам вака со кафена боја. Всушност е хемаглутинин. И гледаме дека има глобуларен домен и фибриларен домен. Или шематски ако ви го представиле, било како има како топче, има како опашки. Во ред? Тоа е еден протеин, нормално дека ово изградат повеќе полипептидни ланци, но има како делови кои можеме да сметаме дека се делумно независни од остатокот од протеинот. Има овдека некои чести домени кои ги сретнуваме, така тим цилиндар, домен бета прополер, имуноглобулински домен, ово е многу битен кај антителата, имуноглобулински дипли. И интересно е дека кога има еден полипептид кој има повеќе домени, генерално тие се кодирани од различни екзони на ДНК. Сега, ако не знаете што е тоа,
Кога имаш еден ген кој кодира за протеин, тој содржи екзони и интрони, ова вака со црвено што бележам. Интроните се отстрануваат, значи тие не се потребни и после остануваат само екзоните кои кодираат и генерално секој екзон ќе даде различен домен. Гледате дека ова е еден целосен полипептид, не е како прекинат, но бележано со различна боја, кои всушност делкиве различен домен и дека потекнуваат различен екзон. Сега, домениве, но и самите протеини можат да бидат составени генерално од алфа хеликси или само од алфа хеликси. Во тој случај викаме дека доменот или протеинот е all алфа. Може да биде само од бета плочи, во тој случај all бета. Може да е алфа слеш бета. Во тој случај има и алфа и бета и се испреплетени. Значи нема овој дел од протеинот е само бета, овој дел од протеинот е само алфа. Него се испреплетени едни со други. Додека ако има алфа плюс бета, во тој случај има дистинкција. Например, горниот дел од протеинот, или горниот дел нема страни, но едниот дел од протеинот има само алфа хеликси, додека другиот дел има само бета плочи, а не се испреплетени измеѓу себе. Вред, се надам дека тоа е јасно. Сега идеме на терциерна структура и генерално нема нешто што многу да се објаснува. Терциерната структура, како што спомнав, е севкупната 3D конформација на еден полипептид. Океј? И таа, нели, всушност изградена од мотиви, односно домени, кои беа всушност изградени од секундарни структури, кои зависеа пак од примарната структура. Нели? Терциерната структура е стабилизирана со водородни врски, најчесто има дисулфидни мостови помеѓу тио, аминокиселините, цистеин и метионин. Хидрофобни интеракции, тоа е например овие радикали, односно, ќе речеме функционални групи од R групите, не сакаат вода, така што поради бидејќи се хидрофобни ќе се наоѓаат најверојатно внатре во центарот на протеинот, ионски интеракции и слично. Има и Ван дер Валсови сили кои делуваат, но тие се релативно слаби, кои допринесуваат за стабилизација и добивање на потребната терциерна структура на даден протеин. Сега, како ја дознаваме која е терциерната структура на протеините? Генерално, ако се помали протеините, може да се прави рентгенска дифракција, односно X-ray diffraction, нуклеарна магнетна резонанца, но тоа е само за мали протеини. Дека ако се поголеми, мора да се потпреме на компјутерски симулации. Заедно со претходните методи, со цел да ја откриеме терциерната структура на протеинот. Кватерна структура, или кватернарна, е всушност само за тие протеини кои се состојат од повеќе полипептиди, односно имаат повеќе субединици. Значи немаат сите протеини кватерна структура. И повеќето субединици најчесто се поврзани преку нековалентни интеракции. Сега, ако субединиците се исти, односно од истиот полипептид, во тој случај тоа е хомо-мултимерен протеин. Значи мултимерен дека има повеќе субединици, хомо дека се исти субединиците. Во ред, додека ако има различни, во тој случај хетеро-мултимерен. И како за крај, само ќе го видиме се што до сега говорев, онака шематски представено. Примарната структура е всушност секвенцата од аминокиселини, делови од примарната структура образуваат секундарни структури, така например алфа хеликс или бета плочи, додека повеќето секундарни структури, ако ги земеме као целина, заедно со супрасекундарните и слично, образуваат терциерна структура. Во ред, ако има некој протеин кој е составен од повеќе полипептиди, во тој случај тој има и кватерна структура. И овдека десно го имаме повторно истото. Ете, алфа хеликс, бета плочи, овдека имавме бета завој, односно свиок и така. И како за крај го имаме овој цртеж, каде што е всушност представено следно. Имаме, да кажам помало, примарната структура образува секундарна, виолетовото, повеќе секундарни образуваат мотив, повеќе мотиви образуваат домен, повеќе домени даваат терциерна структура, повеќе терциерни структури даваат кватерна структура. И се надевам дека тука барем ви е јасно.
Во наредното видео ќе говорам повеќе, нешто дополнително за структурата на протеините. Во ред? Довидување.